Повеќе од 7 часа македонски железници транспорт беше без струја. Причината е огромниот долг за електрична енергија од 6,5 милиони евра. Возовите редовно се обраќаа, но без напојување остана депото во Лисиче, Скопје, како и објектите во Велес. Евана повторно ја вклучи струјата, откако владата даде гаранции дека за останатите сметки на сите јавни институции ќе бидат платени. Железници транспорт имаше рок од неколку недели да го подмири долгот, но не го стори тоа. Сега Евана ќе тренира трпение, а презадолжените државни институции ќе чекаат на парите од буџетот. Сепак вице-премиерот Битики е изненаден од денешниот потек на Евана. Според него, дадениот збор од владата требало да биде доволен за струјата да не биде исклучена. Владата не е страна договорна ниту облигациона кон Евана, и ако Евана не свеќа дека владата не е тука страна која што дава гаранција, тогаш Евана има навистина проблем со толкување на нивното функционирање во нашата држава. Кога премиерот и вице-премиерот и министерот за финансии ќе кажат дека ќе платат долгови кон Евана, тоа е сосема доволно за било кој економски оператор да свати дека тоа е влада и држава и дека не треба никаква друга гаранција. Следен на ред за исклучување беше и клиничкиот центар Мајка Тереза, кој има најголем долг од дури 7 милиони евра. За останатите сметки ги вклучуваат и долговите на градската општа болница 8 септември. Премиерот е десиден дека по дадените гаранции клинички нема да се исклучи. Владата веќе изврши прераспределба на пари во буџетот за покривање на заостанатите сметки за струја на сите државни институции, но овие пари треба да го поминат со бранискиот филтер. Некои од несовесните директори кои не плаќале за струја добиле откази, но Ковачевски не потенцираше кои се тие. Дел од директори веќе се сменети во институциите, само што јас тоа не го правам помпезно како што некои порано тоа пред 7, 8, 9, 10 години го правеа. Така да сите оние директори кои што треба да имаат подобрени перформанси, тогаш сигурно ќе се бара кадровско освежување. До 22 декември истекува и рокот до кој сметките за струја треба да ги платат и судовите, затворите, студентските домови и факултетите. Државните предпријатија должат 40 милиони евра. Некои од овие компании со години се дават во долгови и додека граѓаните мака мачат со извршители ако не му платат на Евана, тие нонстоп чекаат на буџетска инекција, односно на парите од населението и бизнисот, за да ги покријат напластените долгови и да го прикријат лошото работење.